Набавката на 4 градски автобуси за фрапантни 1 милион евра, изградбата на 10-метарскиот мост кај Сточен пазар со цена на чинење од неверојатни 800.000 евра, се уште недоизградената детска градинка во вредност од 133 милиони денари се само дел од проектите на локалната власт во заминување, а за кои ќе следи ревизија веднаш по преземањето на функциите од страна на новоизбраните органи на власта. Ние и како досегашна опозиција постојано укажувавме на овие злоупотреби, но власта не сакаше да не слуша, вели Дејан Продановски, досегашен советник во Советот на општина Прилеп и иден председател на Советот. Проектите кои што претходната власт ги водеше, односно ги спроведе, не само што ја нарушија функционалноста во градот, меѓутоа нарушија и добрата финансиска кондиција во која што беше оставена пред 4 години локалната самоуправа. Ние презедовме чекори како опозиција, поднесовме кривични пријави за она што сметавме дека е нарушен и прекршен законот. Сметам дека органите и на прогон и правосудните ќе излезат во пресрет и ќе ги разгледаат случаите со кои што ние излеговме пред нив со допис, односно со кривични пријави. Продановски тврди дека во моментов локалната самоуправа е во незавидна финансиска кондиција, но вели дека за точната состојба ќе се знае по увидот во финансиските книги, пошто ќе следат и соодветни мерки на одговорност. Реваншизми нема да има, тоа морам да ви го кажам, меѓутоа за секој еден кој што се огрешил, а прифатил да извршува јавна функција, верувајте дека мора да има санкција, тоа да биде поука и за тие што завршиле со функциите, меѓутоа и сериозна поука и сериозен укор за оние кои што сега, односно ние, ги преземаме овие јавни функции. Инаку, како што е познато, општина Прилеп избра градоначалник и советници уште во првиот изборен круг. Градоначалничкиот мандат и мнозинството во Советот со 15 советници го доби ВМРО ДПМНЕ, додека 10 советнички места освои СДСМ и 2 левица. Примопредавањето на власта се очекува да биде во текот на престојнава седмица.